Соба за дискусија или Room for Discussion за прв пат во студио. Овој пат се наоѓаме во студиото на Универзитетската телевизија и од тука ќе се обидиме да одговориме на некои прашања кои што пристигнаа и на нашиот вебсайт и на анкетите кои што ги поставуваме и постојано ве прашуваме вас студентите, младите луѓе за кои теми би сакале да зборуваме. Една од темите за кои што самите млади луѓе и читатели на нашиот вебсайт се изјаснија е предизвиците на високото образование, односно предизвиците на образованието воопшто. И најсоодветен гостин за таа тема е професорот Кирил Барбареев. Професор, добре дојдовте во нашата студио, во нашата соба за дискусија, така нарекуваме. Благодарам на поканата. Ќе зборуваме за образованието и за предизвиците воопшто. Вие сте долго време во високото образование, меѓутоа изучувате педагогија, еден од најистакнатите експерти, да речем, во областа на педагогијата. Моето прво прашање било во насока зошто се повеќе млади се одлучуваат да студираат надвор од образовниот систем на оваа држава? Или да учат, независно. Најпрво мислам дека зборот експерт е тежок збор. И се уште не се сметам за експерт. Можам да зборувам како човек кој што веќе 20 години работи во образование и мислам дека таа тема пристојно ја познавам. Зошто младите се одлучуваат се повеќе да студираат во странство? Тука има повеќе мотиви, има повеќе интереси. Она што јас лично сметам дека е можеби клучната причина е тоа што државата, општеството веќе предолг временски период се наоѓа во криза, во лоши околности, и тоа криза од секаков аспект, и економска, и политичка, и образовна, и спортска, ако сакате, и културна, и еден предолг временски период, мислам дека младите луѓе во оваа држава не ја препознаваат својата улога, својата историска улога како млади луѓе, како генерација од 15-тата до 25-та година во кои што всушност се случуваат многу пресвртници по кој пат човек да тргне. Тоа е едната причина. Втората причина е тоа што многу подобро развиените земји сватија што му е потребно на еден млад човек додека студира, во каква средина, каков социјален контекст, каков пристап на учење, како да се послушаат идеите кои што ги имаат младите. Значи, станува збор за еден сосема поинаков свет на квалитет на живот, додека некој студира и што е она што му се нуди на еден млад човек. Според мене, мислам дека станува збор за сериозни разлики, за дефинитивно два различни света. Ние цело време може би сме били во некаква, да речем, заблуда општо, вака кога зборуваме за јавниот дискурс, сме зборувале дека многу од младите сакаат само така да го поминат образованието, нели? А сега со ова што голем дел од младите заминуваат на поквалитетни високообразовани установи, впрочем не демантираат. Дека сакаат, впрочем, квалитет. Заминуваат во Словенија, во Германија, во Америка, заради тоа што сакаат да добијат, впрочем, квалитетно високо образование. Дали ние цело време се промашуваме со младите? Ние само декларативно зборуваме во овие 30 години како држава, како општество, дека младите се многу важни, дека иднината останува на нив и така натаму, меѓутоа тоа тие препознаваат дека тоа е само на зборови. Па ве кажете еден голем проект за младите во оваа држава. Кажете еден голем проект за младите во некој град во кој што се споиле и бизнисот, и општината, и факултетите, и направиле нешто во кое што можеме да кажеме дека младите препознале дека некој ги почитува нивните идеи, дека некој ги слуша нивните идеи. И мислам дека тие многу брзо читаат. Ние, впрочем, мислиме дека знаеме што сакаат. Ние мислиме од нашата гледна точка што е тоа што треба да има еден млад човек. Меѓутоа никогаш не сме ги прашале. Да ги прашаме младите каде тие се гледаат после 5 години од средното образование додека се прва или втора година во гимназијата. Кој од нив сонува да остане во оваа средина во која што е сега? Каде се гледа после 5, во кој бизнис, на кој работно место? Тие прашања мислам дека
се прашања кои што треба да ги поставуваат институциите пред се луѓето кои што ги носат образовните политики. Да, навистина е жално. Пред некој ден имав контакт со еден студент и навистина ме воодушеви колку е интелигентен, напреден, колку чита. Студира медицина тука и викам, јас му велам, немој ми кажеш дека и ти ќе заминеш во странство. Вика, да, ќе заминам. Значи, речи си сите веќе тоа го планираат, кога споменате што планираат. Сега мислам дека постои уште еден дополнителен момент, а тоа е дека бидејќи многу луѓе заминаа во последните 10 години, тие многу брзо доаѓаат до информации, на развиена многу силна мрежа. Од друга страна, моите контакти со Словенија кажуваат дека тие имаат исто така голем мотив да бараат млади луѓе од Балканот, од овие простори, затоа што исто еден голем дел од младите луѓе во Словенија па сакаат да одат во Австрија, во Италија, во Германија, во некаква друга средина, но не во тие бројки, не во тие размери како што тоа се случува кај нас. Кај нас се случува во некој училиште, да речеме, цели паралелки да заминуваат во Словенија или да конкурираат за упис на студии во Словенија, што се сериозни прашања. Да, има, да речеме, на некои општи мислења е дека паѓа квалитетот на образовниот систем. Неодамно излегува нели и оние рейтинзи за каде се високообразовните институции во Македонија. Зошто паѓа квалитетот на образование? Знам дека тоа е многу тешко прашање, веројатно е многу сеопфатно, меѓутоа може ли да дефинираме една до две клучни точки зошто ни паѓа толку квалитетот на образование? Образованието паѓа подолг временски период. Значи, образованието е дел од истото општество, од истиот контекст во кој што се случува се што ни се случува на нас во оваа држава. И тоа е точно социолошки прецизно дефинирано дека како еден од столбовите на општеството, образованието ги доживува истите проблеми и ситуации кои што ни се случуваат на нас во другите полиња. Мислам дека тука има, еве ако можам да ги определам проблемите на две места. Првиот проблем е што нашето образование се уште наоѓа на една раскрсница помеѓу стариот концепт, помеѓу старите навики и она што всушност треба да биде образование на 21 век, еден отворен пристап, еден поинаков пристап кон младите луѓе, поинаков пристап кон учењето, поинакви моменти на она што е тоа што му се случува на еден млад човек за време на училиштето. Поставете го, да речеме, прашањето зошто на младите луѓе се многу позаинтересирани, многу полюбопитни она што им се случува надвор од училишниот ден, наспрема длабочината и интересот на училишното градиво во текот на часовите. Да. Ги интересира повеќе тоа што случува надвор од школата. Надвор од училиште. Значи станува збор за повеќе причини, но педагогијата е таа која што треба да го како да кажам, да го растресе чамецот на целокупното образование, затоа што таа е таа која што треба да каже дека ваквиот начин на она што се случува на сите нивоа на образование, од основно, средно и високо и предучилишно, е всушност дека е потребен поинаков пристап внатре. Не дека тоа не се прави, меѓутоа како систем се уште не сме доволно на она ниво на кое што треба да биде. Другиот момент е тоа што образованието овие 30 години е целосно понижено. Тоа е девалвирано, тоа не се препознава како вредност. Пак само декларативно се зборува дека образованието е важно. Значи има лоша мрежа на образовни институции како се распоредени, не се поврзани со пазарот на труд и со стопанството. Има слаба продуктивност, имаме лоша организација, имаме лошо менаџирање или недобро менаџирање, имаме слаба одговорност кон јавноста како образовни институции на сите нивоа, основно, средно, високо образование. Продуктивноста која што ние ја даваме е исто така со недоволен квалитет. И сите тие елементи влијаат подолгорочно да создаваме систем кој што всушност е многу слабо функционален и целото тоа ни се одразува на сите нивоа во општеството. Учениците и студентите и од оние млади луѓе со кои што речеме ние имаме контакт, затоа што да речем на оваа емисија предходат неколку анкети кои што ги направивме со млади луѓе, велат дека оно што го учам во училиште никогаш нема да ми треба во животот.
Колку има вистина во ова и како на тој ученик да му објасниме, ако е вистина тоа дека нема да му треба она што го учи, како да му објасниме да го учи? Мислам дека има голема вистина во тоа и дури има истражувања кои што кажуваат зошто, да речеме, сме слаби на меѓународните тестирања, не мора да е PISA, на различни меѓународни тестирања, како систем, не како ние како индивидуалци имаме и одлични, усвојуваме награди некојаш и на математика, и на општествени науки, и на природни науки, но зборувам како систем. Станува збор за не голема доследност на поврзување на учењето со потребите на учениците. Значи, не добра поврзаност со резултатите на учење, кои што всушност се поврзани со она за кое што јас учам сега и за она за кое што на мене ќе ми биде потребно сега и како да бидам пофлексибилен кон промените кои што ќе ми се случуваат во животот кој што ми престои. Значи, јас учам всушност за животот. И тука има огромни дилеми и педагогијата тука навистина многу направи во последните 20 до 30 години, многу системи направија огромни промени внатре во пристапот на учење, во постигнување на подобри резултати, па тоа е поврзано со искуственото учење, со цели теории кои што сега нема потреба да ги објаснуваме, но на некој начин да се создаде нешто кое што всушност јас учам за реалноста. Значи, колку тоа што сега го учаме поврзано со реалноста, колку тоа што јас денес имам 3 предмети во основно образование поврзано со технологија, со информатика, всушност ми даваат на мене вештини за да можам да се прилагодувам и да функционирам на потребите на животот. Така да тука имаме огромен празен простор на кој што треба многу да се работи. И младите луѓе тоа го препознаваат, да речеме, дел од нив во текот на основното образование не развиваат одредени симпатии кон одредени предмети. А при тоа ние забораваме дека основното образование е она кое што всушност треба да ги мотивира учениците, да го засакаат учењето. Тоа не е образование кое што треба да навлезе толку во некаква длабочина, туку треба да ги постави контурите кој каде ќе тргне веќе во средното и ќе се позиционира во своите области за кои што сака да учи во животот. Ако веќе се согласуваме дека не учат нешто што е реално, и ако тие го имаат тоа чувство, како актуелните генерации, овие млади луѓе кои што можеби моментално не гледаат, да им кажеме дека треба да го учат по физика денешната лекција? Гледајте, тоа мора да го направат креаторите на образовните политики и мислам дека со новата концепција тие точки се допрени. Ние точно знаеме во нашето општество дека и општата и стручната јавност дека односно сме свесни за недостатоците кои што постојат во образовниот систем. Меѓутоа, имаме висока свесност за недостатоци, висока свесност за критика, ама имаме слаба енергија за вклученост на промени. И сега, тоа целото едно со друго не оди. Значи, образованието и сето оно што му се случува на образовниот систем треба да биде многу подинамично и поотворено кон промените. Тоа не значи дека треба да се импровизира, тоа не значи дека треба да се влезе во некакви експерименти, но да се пристапи кон нешто кое што ќе биде многу поразлично од тоа што било досега. Одредени елементи на досегашниот концепт на образование, она што било традиција до 90-тите години, биле сосема во ред за времето во кое што постоело. Но денес во 21 век, каде што луѓето зборуваат и работат на трансферзални компетенции, на нешто кое што во моментот го поврзуваат она кое што е потреба со изучување на идентитет, на култура, поврзано со природни науки, поврзаност на изучување на нешто на локалниот контекст, ако јас останувам овде, во оваа средина во која што ми се случува и основното, и средното, и високото образование, тоа кажува дека се создаваат генерации кои што всушност треба да го менуваат контекстот во кој што живеат, а тоа можете да го направите само со образование кое што ќе биде мотивирачки, кое што ќе биде инспиративно за учениците, кое што ќе биде многу корисно. Поставете го вие прашањето каде учениците од средно образование можат да развиваат некакви вештини. Какви активности креира образовниот систем за
тие ученици кои што веќе во втора, во трета година може да се препознаат на некакви места утре каде што ќе сакаат да работат. Какви навики создаваме ние? Нивното образование, освен на нивното, ние чекаме постојано да добиеме некаков проект европски за да може тие да излезат во Европа, да отидат на некаква размена и да ги стекнат вештините таму. Ама колку ние предонесуваме за развој на тие вештини, според мене мислам дека тоа е многу скромно. Мислам дека нема воопшто некакви активности кои што ги имаат средношколците, а се надвор од образовниот систем, надвор од тие клуби. Мислам дека нема нешто. Дефинитивно. Тие прашања се прашања кои што мора да ги направат креаторите на образовните политики, но тоа не значи дека треба да ги прави само министерството, треба да ги правиме ние кои што работиме на факултетите, треба да ги прави локалната самоуправа, треба да ги прават менаџерите на училиштата. Образованието е децентрализирано од 2005 или 2007 година. Значи целокупната одговорност на она што се случува со училиштата во општината е наша, во овој град во кој што живееме. Еве, јас ќе поставам едно прашање. Ако Штип е центар на Источна Македонија, имаме 15 факултети, имаме средно образование, голема мрежа на средно образование со средно медицинско, со музичко. Еве кажете каде е направена некаква идеја за интеграција на некаков проект помеѓу високото, средното, основното, општината, бизнис секторот во овие 15 на години. Кога е тоа направено порано? Значи станува збор за нешто во кое што нема енергија, нема ентузијазам, нема тоа, не станува збор за големи пари, за проекти од милиони евра. Јас зборувам како да направиме проект, што да прават младите за време на зимскиот распуст. Зошто не се отворени факултетите, училиштата во сабота, во недела? Колку бендови имаме ние музички во некои училишта, покрај музичкото? Колку спортски клубови имаме? Колку како е креираме драмската и ликовната уметност во основното и средното образование? Никако. Не ја креираме. Значи нема мотивација, нема и тоа мора да дојде од нас како наставници, професори. Констатираме често за овие недостатоци и дали недостатокот, сега јас можеби по-лаички ќе го адресирам прашањето, дали недостатокот доаѓа од лошата методологија, начинот на работа на наставниците или од друга страна пак недостатокот на квалитетни кадри во образовните процеси, односно во образованието, заради тоа што низ годините наназад знаеме дека основните и средните училишта во држава се места за вработување на партиски послушници, да речам, или членови, кои што ќе си го најдат местото во најсензитивната сфера во општеството, тоа е образованието. И сега после пак од временска дистанца велиме чекајте, образованието не ни функционира, а сме вработили луѓе кои што можеби не се соодветни за таму. Гледате, мислам дека разбирам што е целта на ова прашање. Јас мислам дека ние треба да се трудиме сите недостатоци кои што ги имаме од секаков карактер. Дали е тоа образование и професионален развој на наставници, дали е тоа како политиката влијае на сите нивоа во образование, треба да се промени прво пристапот како се создава квалитетен наставник. Кој е стандардот за наставник во основно образование, во средно образование, во предметна настава, во оделенска настава? Што е тоа професор на универзитет? Значи, целото тоа мора да дојде од една внатрешна борба во академската заедница, како ќе ги издефинираме тие стандарди. И мислам дека тука исто така има многу простор за работа. Она кој што политиката, за жал, во овие 30 на години не може да го препознае, а го препознава секогаш кога е опозиција, не кога е позиција, е моментот дека тие мора да креираат прво закон во кој што самите нема да се мешат во образование. Значи, вие ако имате власт, без разлика дали е локална или на државно ниво, кое што во моментот на доаѓање ги менува сите директори на училиште, менува раководители, менува раководители на стручни служби по министерства, во сите министерства. Тоа се поставува прашањето на кого му е тоа потребно. Тоа кажува за односот кон како се креирани сите професионални тела во овие 20-30 години. Значи, тоа е првото нешто кое што мора тие да го направат. Но за да го направат тие, тоа прво мора да имат свест дека одлуките кои што се носат
Не може да не се прават разлики помеѓу она што е дневно политички интерес и важност долгорочна за образовниот систем. И од тој аспект мислам дека недостатоците во образованието некој ги гледа само кога е во опозиција, не ги гледа кога е во позиција. И тоа и се случува на сите партии во нашето општество и тука е за жал таа тема мора да ја надмина тие самите. Таму мора да дојдат профили на луѓе кои што ќе го стопираат тоа, во кои што во делот на лидерството на оние кои што ќе ги водат училиштата или тимовите кои што ќе ги креираат. Треба да бидат тимови, што е важно кој ќе биде директор на училиште ако тоа добро знае да го прави. Што е важно од која партија. Апсолутно. За сите позиции важи тоа, особено за образованието. Сосема пред крајот, ваша прогноза ќе одиме полошо или подобро? Или ќе останеме статус кво? Јас мислам дека и покрај се тоа што ни се случува, свеста за подобар образовен систем е секојдневно присутна кај сите наставници, кај сите професионалци. Ние одиме кон подобро постојано, но со која брзина, на кој начин, кога одиме подобро, па потоа се враќаме можеби и назад. Целото тоа е толку измешано, толку комплицирано, што всушност системот мора да ја најде точката каде ќе направи момент во кој што визијата каде сакаме да стигнеме ќе ја гледаме сите во ова општество и во своите професионални тела во кои што работиме. Значи, не можеме да имаме таков отпор, да речеме ние кои што сме во академската заедница кон политиката или политиката кон академската заедница или академската заедница кон пониските степени на образование. Ние мора сите заедно да создадеме некаква атмосфера, некаква средина во која што сите заедно креираме систем кој што треба да биде за подобро општество, за подобра држава и целото тоа мора да биде со поинаква култура на комуникација. Не да одиме со конфликти, не со крутост, не со нетранспарентност. Значи мора да се создаде некаква клима и мора да се јават, веројатно политиката тука може да изигра таа улога на интеграција, на обединување, на создавање на постимулативна средина, на подобра комуникација внатре. И тоа мора да се направи. Колку побрзо, толку подобро за општеството. Како професор, ако некој студент ве праша дали да останам да студирам овде и зошто, што ќе му одговорите? Па ја не сум човек кој што ќе дава такви совети, ќе може да одговори со да и не. Јас сакам секој млад човек да може да препознае многу точки во светот, да замине, да види, но сепак да се врати тука. Пасошот не е документ за еден правец. Нека заминуваат младите, нека посетуваат места, нека работат, нека истражуваат. Но мојата визија е дека сепак во одреден момент, без разлика на која возраст на некој на тоа ќе му се случи, бидејќи мене ми се случило. Тоа е да препознаеш одредени вредности кои што можеш да те збогатат и да придонесеш во својата средина да создадеме таква вредност од која што некој друг тоа ќе го наследи и ќе продолжи. Така да мислам дека и ова заминување еден ден ќе се врати со подобро на ова општество, бидејќи се толку изострени веќе овие дебати, толку е подигнато на не е едноставно тоа и за семејствата и за децата кои што заминуваат. Но мислам дека сепак има надеж. Благодарам разговор. Благодарам на поканата.